Почна поскапувањето во дел од маркетите. Купувачите ги дочекаа нови цени на рафтовите. Неголема разлика има кај хигиенските производи. Влажните марамчиња што до вчера се продаваа за 60, сега се 100 денари. Тоалетната хартија од 95 на 140, кечапот што чинеше 50, од денеска надмина 60 денари, маслото за јадење од 89 на 92. Корекции на цените има и кај јајцата, млекото, сирењето, газираните и негазирани сокови, пастата за зъби. Универзитетскиот професор Зоран Ивановски вели ова е показател дека замрзнатите цени и маржи даваат само краткорочен резултат. Мерките се со лимитиран карактер и не можат да влијаат на елиминирање на порастот на цените, особено што ние како пазарна економија треба да внимаваме сепак вакви административни мерки се можни единствено за одредени кратки периоди и на ограничен број на производи. Од Стопанската комора на трговци на големо и мало пак велат дека маркетите не се виновни за новите цени и прстот го вперија кон производителите и дистрибутерите. Тоа е нагло поскапување на цените од увозниците и производителите. Ние како маркети само додаваме одредена маржа која што не е толку голема, која што има толку голема улога во разлика на цените во пазарот. Ние како ќе добиеме нови ценовници, ние мора да креираме цени. Ние не сме фактор за да можеме тоа ни да ги ограничиме возниците и производителите да не поскапување. Тоа е нивно право. Многу тешко е да се даде одговор кој е навистина крив. Јасно е дека и производителите ги имаат истите очекувања, инфлаторни очекувања и од тука фактички антиципираат инфлацијата и ги додаваат процентите на своите производи. Тешко е рационално да се утврди големината на маржата која би ги задоволила и трговците и секако производителите во однос на цените. Затоа што постои класична нееднаквост помеѓу трговските оператори, зависи каде работат, кај се позиционирани, со својот бизнис и така натаму. Владините мерки за замрзнување на цените и ограничување на маржите на над 1000 производи заврши пред само 5 дена. Надлежните од владата и Министерството за економија рекоа дека ќе следат засилени инспекции и ќе спречат нагло поскапување. Колку заштедиле граѓаните додека мерките беа во сила, ќе се знае деновиве. Мартин Арсов, Сител телевизија.